Благодарам, председателе. Колешке, не знам зошто се почувствувавте дека сте обвинета. Напротив, јас поставив неколку прашања на кои што барав конкретни одговори, а не релативизирање и одбегнување и изместување на тези на одговори. Јас ја разбирам вашата декларативна борба и заложба, но повторно ќе кажам, ако зборуваме со факти и ако зборуваме за климатските промени и за влијанијата на климатските промени и за сето она кое што се случува во Република Македонија, за загаденоста на воздухот, за намалувањето на зелените површини, повторно ќе кажам дека јас не можам да ве обвинам вас, но вие сте најмногу повикани да се заложувате и да се борите заедно со вашиот коалиционен партнер во парламентарното мнозинство да ги отклоните овие аномалии во општеството. И сега да се вратиме на законот. Велите, вие како коалиционен партнер на власта која што се грижи за животната средина, еве во насока на грижи на животната средина, зошто досега не сте правеле притисок на вашиот коалиционен партнер гасификацијата во општините да се реализирала. 4-та година немаме гасификација. Знаете колку ќе допринесе во намалувањето на загадувањето на воздухот? Зошто досега наместо средствата кои што ги делевте за законски, незаконски, изборен, неизборен подкуп, а се од парите на граѓаните, не предложивте да бидат наменети и потрошени во насока на ова, да се подобри енергетски ефикасни, да се подобрат енергетско ефикасните објекти во Република Македонија, во јавните институции, во стамбените објекти. Зошто досега средствата кои што видовме се трошени не биле по ваш предлог дадени на вашиот коалиционен партнер да бидат насочени и потрошени во оваа насока? Тоа е нашата забелешка. Ние немаме забелешка да се вие декларирате како партија која што се грижи за здравието на граѓаните и за животната средина. Туку имаме забелешка дека тоа го правите само тогаш кога ви одговара. А во конкретниот случај очигледно е дека ја давате вашата поддршка на Социјалдемократскиот сојуз како коалиционен партнер за да биде изгласан овој закон во изборна година. Зошто пред 4 години не го изгласавте овој закон, оваа задолжение? Зошто не побаравте наменски средствата кои што ги добивавме како кредит или како задолжување да бидат насочени во подобрување на животната средина? Има низа на проекти со кои што ќе допринесете да ја подобрите животната средина. Тука се нашите забелешки. Следна за реплика е пратеничката Лолита Ристова. Немате право.